Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Драги браќа и сестри во воскреснатиот Христос, денес, на оваа недела на Самарјанката, црквата не поканува да застанеме пред мистичниот бунар на нашето срце, пред скрешната соба на молитвата, каде што секој од нас се среќава со Христос. Во Евангелието според Јован ни се открива чудесната средба меѓу нашиот Спасител и жената Самарјанка, кај Јакововиот бунар. Но, овој бунар е повеќе од географска локација. Тој е символ за душевна длабочина на внатрешниот копнеж по Бога, кој Христос доаѓа да го исполни. Христос не дојде да ги осуди грешниците, туку да ги спаси. Не поучува светиот Јован Златоуст. Во оваа средба гледаме токму тоа, Христовата љубов што надминува секоја човечка категорија, пол, раса, морална состојба. Самарјанката беше жена припадничка на омразен народ и грешница. Тројна пречка за типичниот еврејски учител од тоа време. Но Христос не е обичен учител, тој е богочовек, кој го руши ѕидот меѓу луѓето и ни ја нуди живата вода на спасението. Епископ Атанасије Јефтич зборува: Самарјанката, како и сите ние, живееме покрај бунар полн со вода, но умира од жед. Тоа е иконата на современиот човек, со се на дофат, а без ништо што навистина го исполнува. Тоа е сликата и на нашите срца, полни информации, задоволства, удобности, а толку често празни, осамени, жедни за вистинска љубов и смисла. Не е случајно што средбата се случува кај бунар. Светите отци велат дека бунарот го представува срцето на човекот, длабоко место каде се собираат и се кријат мислите, желбите, стравовите. Тоа е нашата домашна црква, нашата скришна соба за молитва. Таму каде што Христос тивко чука и чека да не сретне. Ако имаме трпение и смирение да копаме доволно длабоко, ќе го најдеме изворот што извира за вечен живот. Архимандритот Емилијан од Симонопетра вели: секој човек носи во себе бунар, но тој може да биде празен ако не го исполниме со Христовата благодат. Само со Светиот Дух тој бунар станува извор што тече. Токму затоа црквата не повикува не само на надворешна религиозност, туку на внатрешен живот во Христа. Кога Исус и вели на жената дај ми да пијам, тој самиот Бог се покажува како оној што е жеден, не за вода, туку за нашата љубов. Тој ја прифаќа незината грешност, не за да ја остави во неа, туку за да ја издигне, да ја исцели. Бог ја сака секоја душа, но се открива само на оние што му ја отвораат својата жед. Вели епископ Калиник од Едеса: Христос ја посакува нашата вера, нашето искрено покаяние, нашата слобода. Самарјанката е шокирана од неговото знаење за нејзиниот живот, но таа не се затвора, таа се отвора, таа не се брани, таа се приближува. Во тоа и тајната на духовната преобразба. Не бегаме од вистината, туку ја прифаќаме, зашто знаеме дека Бог не осудува, туку не лечи. Кој ќе пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедне довека,
вели Господ. Светиот Григори Палама објаснува: живата вода е Светиот Дух, која просветлува душата, го просветлува умот и го насочува срцето кон Царството Божјо. Христос не повикува само на подобар живот, туку на нов живот, на преобразба во Светиот Дух. Во светот денес луѓето пијат од многу извори, од извори на идеологии, на лажни надежи, на пороци. Но сите тие води, како што вели светиот Теофан Затвореник, се солени. Колку повеќе пиеш, толку посилно гориш. Христовата вода е тивка, но ја оживува душата. Самарјанката не го крие своето минато, таа не се преправа дека е некоја друга. Нејзината искреност станува мост меѓу неа и Христос. Светиот Августин вели: Бог не го прашува човекот за неговата сила, туку за неговата вистина. Таа не е совршена, таа е подготвена да биде вистинска. И токму затоа Христос ја преобразува. Нека и ние, драги мои, не се плашиме да застанеме пред Бога онакви какви што сме, да го исповедаме својот живот без лажење, без маски, само тогаш ќе можеме да бидеме излечени. Највеличенствен дел од оваа повест е крајот. Жената што се срамувала да излезе кога има луѓе, сега трча во градот и проповеда: дојдете да видите човек кој ми кажа се што сум направила. Таа станува првата жена мисионерка, светица позната како Света Фотина, рамноапостолна. Епископот Амфилохије од Црна Гора често зборуваше: Самарјанката не го носеше богословието во книга, туку во срцето. Таа го носеше Христа како оган и затоа можеше да го запали целиот град. Тоа е повикот за секој од нас. Ако го запознаеме Христа, ако го носиме Неговото име во срцето, не можеме да молчиме. Денес Христос не е кај Јакововиот бунар во Сихар. Тој е пред вратата на твоето срце. Тој не доаѓа да ти зборува за твојот грев, туку да ти го покаже патот на животот. Дали ќе му кажеш: дај ми да пијам, дали ќе му ја отвориш скришната соба на твојата душа, дали ќе го оставиш да ја наполни твојата внатрешна празнина, нашето семејство, нашата тишина, нашата исповед. Сето тоа се места каде што Христос доаѓа и вели: дај ми да пијам. Но тој доаѓа не за да не земе, туку да ни даде. Нека оваа недела на Самарјанката ни биде потсетник дека не сме никогаш далеко од Бога, било која да е нашата историја, нашата рана, нашата жеп. Христос не бара, не чека и не љуби. Да не се плашиме да му се приближиме, да ја побараме неговата жива вода, да ја споделиме со другите и да го живееме животот не како пусти бунари, туку како извори на Светиот Дух. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного.